СДСМ го саботира буџетот и проектите кои се реализираат преку него, коментира дел од стручната јавност во однос на противењето на оваа партија за издавањето на еврообврзницата. Во декември лани СДСМ стави вето на еврообврзница од 500 милиони евра, па задолжувањето изнесуваше 270 милиони. Деновиве, противејќи се на издавањето на ново најавената еврообврзница, од партијата вела дека таа треба да изнесува најмногу 250 милиони евра, што е приближно на износот кој претходно го блокира. Јавно апелирам преку овие камери власта да ја промени одлуката од 650 милиони евра на не повеќе од 250 милиони евра. За тоа и ќе се потрудиме да имаме разбирање. Професорката Оливера Трајковска вели дека еврообврзницата не е непродуктивен расход и дека се работи за инструмент кој државите редовно го користат за финансирање на буџетот. Сите знаеме дека уште во декември 2015 година требаше еврообврзницата да се издаде во незиниот полн износ, меѓутоа на тоа беше ставено вето. Инаку, еврообврзницата како должничка хартија од вредност треба да овозможи дополнителни финансиски средства, кои што финансиски средства од една страна секако ќе бидат искористени за покривање, рефинансирање на претходни задолжувања, кои што задолжувања пак доколку погледнеме наназад, еден дел од нив били искористени за одредени капитални проекти, од кои што приносите се очекуваат во иднина, бидејќи се работи за проекти кои што се долгорочни и кои што носат приноси на долг рок. Меѓутоа, еден дел, несомнено од овие средства, ќе влезат во стопанството. Со еврообврзницата од 650 милиони евра, владата планира да се финансираат 2 буџетски години и со неа да се овозможи стабилност во исплатата на платите, пензиите, субвенциите, како и реализацијата на капиталните проекти.